Од илјадници историски локалитети, експертите избраа 11 најинтересни за истражување како климатските промени влијаат врз културното наследство. Од нив, со гласање, беа избрани 3. Тие треба да покажат што да се прави за да се заштити она што генерациите пред нас го создавале од сменетата клима која ја создаваме ние. Едва и 400 метри останале од градбата што до пред 100 години носела вода до Скопје. Од кога не се знае сигурно. Може би од времето на Јустинијан, од пред 14 века, може би од времето на Мустафа Паша, пред 6 века, или пак од пред 500 години, кога во Скопје се изградени турските бањи. Како и да е. Елегантната градба си ја вршела работата со векови наназад, истовремено воодушевувајќи со разиграноста на сводовите и леснотијата на минување преку лелеавиот терен. Водата сега доаѓа од небото, како дожд понекогаш и град, а ги напаѓа и темелите на аквадуктот, останувајќи околу нив и со месеци. Итно е потребно санирање и заштита, бидејќи стабилноста на градбата е нарушена, а некои сводови може да паднат. Сето тоа е предвидено, значи со новиот грант што го очекуваме да го добиеме од Советна Европа, каде што е предвидено да се извршат геомеханички истражувања. Со тие геомеханички истражувања, значи би се утврдила стабилноста на теренот, статиката, на кој начин да се ублажи ова искривување на самиот објект. Со тоа е предвидено и доста хемиски анализи, со што би се утврдила нели тогаш и староста. И додека експертите бараат пари за да го спасат аквадуктот, некои ги отвораат неговите темели барајќи злато. Од тоа кој прв ќе најде пари, зависи и днината на вистинското богатство на аквадуктот. Кој знае какво знаме се веело над Стоби на крајот на 6 век. Важно, племињата кои тогаш тука лутале го нашле вакво. Пусто. Имало земјотреси, голема поплава. Климатските промени всушност придонеле животот во Стоби да згасне. Се случиле големи климатски промени во доцниот 6 век, односно некакви големи песочни бури, кои што го спречило населението, што се повлекло веројатно на заштитени места заради опасноста од варварските упади, ги спречило да се вратат повторно во своите домови. Откриено пред околу 100 години, Стоби е едно од бисерите на нашето културно наследство. 26 хектари на некогашниот град се делумно истражени, а можно е да има и уште толку за откривање. Но токму големината на Стоби може да му биде непријател, бидејќи заштитата на многу градби чини многу пари. Стоби е на огромна површина, ви кажав. Голем дел од градбите се откриени меѓу двете светски војни. Значи, многу е тешко да се држи чекор со истражувањето и конзерваторските зафати, меѓутоа се трудиме што е можно повеќе да тие два процеси следат последователно. Значи, градбата се открива и веднаш потоа следуваат конзерваторски зафати. На Плаошник, над Охрид, археолозите наоѓаат траги на континуиран живот дури од пред 7000 години. Најзначајниот период на ова свето место е во времето на Климент и Наум, во 9 и 10 век, од кога е и црквата Свети Пантелеимон повторно изградена 2002 година. Скапоценото историско наследство на Плаошник се наоѓа во сосема поинаква ситуација од останатите археолошки локалитети. Над него, околу него, се градат нови објекти кои треба да го заштитат и да го презентираат на посетителите. Пред да се започне со проектирањето на овој комплекс за возобновување на Свети Климентовиот универзитет, се направија опсежни и мултидисциплинарни истражувања, како од археолошки аспект, така од геолошки, геоморфолошки и така натака. И истовремено и климатски фактори. Значи, се зедоа во обзир тие опасности и при проектирањето, како и на
физичката екзистенцијата на самите нови објекти што ќе бидат на локалитетот, се пазеше да не се оштети археологијата и таа археологија што е евидентирана и регистрирана ќе биде и презентирана во приземјето на објектите. На Плаошник наскоро, гушнувајќи ги темелите на историскиот Свети Климентов универзитет, ќе биде изграден нов, кој штитејќи ги, ќе им ги презентира на идните студенти и на сите посетители основите на кои е градена оваа култура. Во извештајот за влијанието на климатските промени врз историското наследство е утврдено дека екстремните временски појави, поплавите и материјалот од кој се направени некои споменици значително го загрозуваат опстанокот на археолошките локалитети. Надлежните институции ги согледуваат овие ризици и ќе ги земат во предвид при заштитата на културното наследство.